Од срцето на градот и овој викенд раскажуваме нови скопски приказни. Со вас, Катерина Тодевска-Спасич. Ала? Тука си никада? Па дојдовме. Да. Во центар сме. Кај коњот, кај Пелистар. Да, а ти на Велигден се заљуби или не? Ај, ке ми раскаже. Не си нормален. Шо ке ми раскаже се? За све што те интересира. Ајде, идеме у Пелистар на кафе? Што ќе правиме во Пелистар? Ке правиме муабет. Спомени. Ти кажа некој дека си идол? Не. Какво Скопје паметиш ти? Какво Скопје? Јас сум роден во Мичурин, не знам дали знаеш. Стварно? Мислам дека Мичурин е можеби најубавиот дел се уште на така Добро, да речеме тогаш беше дел од центар. Дел од затоа што веќе после беше последна станица петка или седмица. Добро. Тука ни беше куќата. А веќе на 50 метра оградата од JNA. И тука автобусите кружеа, нели, ги собира работниците, ги носеа на работа. И ние во тој круг, фактички првите 7 години до земјотресот, се игравме како деца. Викторија на 1 гол, нели? Така. Во близина ни беше, како се вика, фабрика Карпош. Вардар, пардон. Добра. Вардар фабрика, каде што крадевме конзерви. Конзерви? Да, празни. Добра. Празни конзерви. И зашто ви треба празните конзерви? За да ги дигаме во воздух. Мајко. Значи, зимавме карбид, не знам по кој основ, не знам кој го носеше. Меѓутоа зимавме карбид. Карбидот ќе го ставевме во конзервата во земја, со вода, и тоа создава притисок и пука. Конзервата се крева во воздух и каде ќе падне, се разбира на прозор на некој зградите. Леле. Сме имале така, никој ништо не ни пререкол. Да. Немало ниту викање, Баш ниту... беше тој малски живот, така нели? Баш. Ние сме имале разбирање од самите соседи, затоа што ајде да кажам као некоја млада населба. Да. Многу млади парови, така, да. Млади деца, кои сите се играме во тој еден круг. Да, имало и чарки. Да. Што е нормално. Да. Меѓутоа никогаш немало нешто екстремно. Иако јас овдека имам процеп и ден денеска го чувам од еден капен што сум попел со едно од тие деца. Затоа што ние сме се мавали со егејците, разбираш? Егејците од едната страна на улицата, а ние од другава страна на гвардарци. И тоа е тоа. Во секој случај еден добар момент од животот. Ја паметам поплавата. Ја паметиш? Да, Каде затоа беше? што имав 5 години во тој дел на населбата. Имав 5 години и знам дека татко ми сега кај што е Танец, тука имаше амбуланта. Да. Тука имаше амбуланта и ме носеше во амбуланта за си го поправам забот. Не ме носеше на раце, туку зема едно коруто и ме влечеше по вода, имаше пола метро вода. Тоа го паметам многу добро. Земјотресот не го паметам затоа што не бев во Скопје, бев кај баба ми и дедо ми во село. За среќа. Се само вака. На маца да и така. Не ме препозна. Не ме препозна. Фатија да се видиме. Маца. Да. За земјотресот не бев во Скопје. Беа татко ми, мајка ми и брат ми. Куќата ни пукна во Мичурин и сва среќа што зидот кој се откорнал, паднал на регалот. А пред регалот беше брат ми во креветче. Брат ми беше тогаш 6 месеци. Леле. Така што ете имаме и некоја среќа. Од целата она фамилија што ние овдека во Скопје никој не настрадал за земјотресот, мада многу мина беа со куќите и со зградите напукнати и делот од
тој период, значи јули, август месец, септември дури, го поминавме во Шабац, кај баба ми и дедо ми, на татко ми страна. Да. А потоа ви дадоа друго место за живење, велиш до 7 години во Мичурин. Потоа? И да, имаше таква некоја распределба. Добро. И знам дека ни дадоа во Тафталиџе една барака. Барака. Меѓутоа, мајка ми не кеше барака и беше страв затоа што е ниско, за да нема, што ја знам, кражби. Меѓутоа, после тоа она ми раскажа дека тоа и се влече уште од детството. Детство, веројатно, да. Уште во селото кај што живееле во Егејска Македонија имало многу партизани, ај се така да ги наречам, кои вршеле големи кражби, силувања и други работи. И од тоа и ја сакала да биде некаде погоре. Зграда да биде, само за да не биде некоја барака. Година дена, две скоро, живеевме во Карпош. Добро. Во Карпош 1, веднаш позади основното училиште Карпош имаше една барака и таа барака беше исклучително наменета за оние кои не беа каде после земјотресот. Да. Тука бевме едно година и пол, две. Добро. После тоа се префрлуваме во Чаир. И во Чаир до кога сме во Чаир? До 95-та година. До 95-та? До 95-та година. Да. Што значи да се биде во Чаир? Јас сум шетано дете, гледаш сум ги шетал. Да, ти си шетал и знаеш како изгледа секоја населба. Да, секоја населба си имаше свој. Првите џамли ги заиграв во Карпуш 1, со Зоки Малиот сме се. И гледаш, ти не викаш Карпош 1, туку Карпуш 1, така, нели? Доре Карпуш. Па не, па тоа е скопски, тоа зборувам, дека тоа е тоа. Кога си цел живот тука, тоа е, скопскиот останува. Да. Со Зоки Малиот игравме џамли таму. Кој победуваше? Па не, се каравме, јас бев бољи, он вика не, јас сум. Играме нели она во круг, па со шлајка, па не знам што. Ја бев бољи, не јас сум. Да, каде што почнав веќе втора, трета година да се дружам поеќе со музиката и со гитарата. И сите, да кажеме, оние чувства, сум на тој начин сум ги искажал. Да. Тогаш се дешавало по 10-20 песни дневно да правам. Да пишуваш. Да пишувам. Значи, не ми требало некоја исклучителна инспирација во девојка или во било што. Едноставно чувствата така Како се извирна. правеа тогаш кога немаше можности, немаше мобилни телефони? Како демо? Што правиш за демо? Како го правиш демото? Демото. Повторување на една песна во колку е добре милион пат. Аха. Значи ти ја свириш, ја пееш, додека не ја научиш, не влезе во мозок. Да, и така автоматски ја усовршуваш. Јас тоа така. Така, да? Сум го правил. Инаку, ми текнуе на тоа камче во Чаир, каде што се собиравме. Со Фис се натпреварувавме кој ќе направи песна на зададена тема. Например? Например, Сијалица. Сијалица. Добро. Ти седиш... Каква инспирација? Ти седиш, знаеш, и правиш песна за Сијалица. Добро. Клопа. Правиш песна за клопа. А кој ви беше оценувачот? Тука имаме еден чопор деца. Добро. Женски другари од мало, зградите тука. Сите оние кои ќе го гледат ова парче, претпоставувам дека ќе се препознат во сето тоа. И тоа ни беа дружбите секојдневно. Секојдневно ни беа тие дружби. И тоа на некој начин ме поттикна некако поинтензивно да се занимавам со музика. Да. Ја морам да направам една пресвртница. Во трета година средно, македонски ми предаваше Славка Арсова. Сега, бидејќи јас осмолетка учев на српско-хрватски јазик, не бев јас толку многу литературно вичен. Спремен. Подготвен, да. За да зборам јас и да одговарам на македонски јазик. И таа ми препорача, ти мораш, вика, некако да се обидеш македонскиот јазик да го усовршиш на друг начин. Тоа само да прочиташ стихотворба или книга. Да научиш и така. И да научиш. Да ми раскажуваш. Туку вика, земи вика некој од овие драмскиве секции. И ја каде, која е Мирче Ацев.
тогаш културното уметничко друштво Мирчацев, покрај тоа што има играорци, има хор, а меѓутоа има и драмска секција. Јас во склоп на таа драмска секција, мојата специјалност беше да оние рецитали кои ги правиме, тогаш беа многу застапени тие рецитали. Тие најчесто беа врзани за тема Тито партија. Аха, да се разбираме, да. И да тие секогаш имаше некои парчиња, одделни стикови кои ги кажува 7-8 души. Така е. Меѓутоа, мене тоа ми беше многу досадно. Тоа па тоа. И ја му викам на Самуил Дуковски, не на Самуил Дуковски, на Ацо Дуковски, затоа што он ја водеше таа драмска секција. Аз му викам, ова мене ми е досадно, дали може, вика, ја од никој од овие текстови да направам музика. И он ме гледа, како? Па ништо, викам, да направам музика да го отпеам. Да. Ајде, вика, направи. И јас направи 3-4 такви парчиња. Знаеш што ви кажале, джинглови. Джинглови? Аха. И 3-4 такви парчиња и тоа беше многу добро. И ние дури земавме Награда? Републичка награда на една драмска смотра, ми се чини и дека и ден денеска постои во Кочани, на која победивме и ја представувавме Македонија на Сојузден надпревар во Призрен. Тоа е оној период кога јас сум дел од клубчето Соник. Тогаш знаеш како, во Скопје до 9 сат све работеше. Не е возможно да помислиш дека можело така да функционира нешто. Може. Ако ти кажам дека првите дискотеки работеа од 3 до 5. Како од 3 до 5? Така, затоа што до 3 сат работеа луѓето, од 3 до 5 се забавува. И после дома? Па каде? Немаше каде. И кои беа дискотеки, памтиш? Па сега имаше технометал, една дискотека, таа не ја во исти период со Соник е, меѓутоа не знам, посебна политика и се водеше таму. Турист и Мусандра. Ама тие се оние после Соник. Затоа што ние Соник каде беше? Соник беше во блокот позади собрание доле во подрум. Аха, тоа уствари во редот, во редот на, да. Значи во ходникот имаш, кој ќе излезеш во стан, имаш простор каде што фрлаш ѓубре, нели? Аха, добро. Во една таква ѓубретара долу се собира тоа ѓубре. Ние го затнавме тоа. И клуб направивме. Доле направивме клуб. И тоа клубчето се викаше Соник. Ние 4-5. И што правевте од Соник? Правивме забави. Све оно што се дешаваше после 9-10 саат се случуваше во Соник. И тоа имаше редици дури до градска болница. Како се влегуваше? Се плаќаше карта во... Картата беше чисто она символична, за да не може секој да не ради ништо друго. Меѓутоа се знаеше. Диме со 5-6 женски, јас со 5-6 женски, не знам сега да не ги спомнам другите, Борче со 5-6 женски, Игро со... И тоа е. Аха, значи вашето беше малско такво со 5-6 женски. Да. И добро. Да. Таму и ја оформив групата Макакос. Затоа што таму го направи првиот стендап. Си знаев, ама стендап дека си правил, не знаев. Првиот стендап го направив и тоа беше шоу. Мислам, тие кои беа таму, значи може само да кажеш што беше стендапот од оваа дистанца сега. Во она време кога нели беше критично и ризично да се кажува, или не беше политика веројатно, нешто беше политика. Нешто беше интересно како живот. Сето тоа беше врзано за она што ние сме го доживееле во текот на денот или тој период, кој некого му раскинал, удрил корпа. Па затоа направи песна Машкирови маки големи. Така се вика песната снимена и за МТ, за Македонското радио. Па Славе Димитров вика, бе, многу долги наслова да искрати го, ја скратив девица. Тоа е жива приказка на еден наш другар кој женската му удрила корп. Тоа е лела, срам да ми е. Срам да е, стварно. Тоа е целата. А стварно удирал вие скопјанки во корпи или? Како не? Да? Како не? А не ето секој мора да попие корпа. И машко и женско, дел од животот. Не мора, секој имаме од тоа време кој и ден денеска се во брак луѓето, меѓутоа деца као деца, мислам. Да. Се случува и тоа, нели?
Која беше Так. прва љубов, Джукси? Бранка Бокал. Како се... Букал и беше надимак? Бранка Бокал. Не презиме. Презима? Да. Што се смееш? Ние тогаш бевме четврто одделение. Ти напреден беше во добра. Пара. И тогаш нормално седеше пред мене, ја чепкав од оздолан. Добра. Ја скубев за коса. Аха. Се скокотка вака и тоа. Аха. Толку беше, тоа беше таа прва љубов. Тоа е тоа. Без бацуење, без држање рака или имаш? Не. Тоа е Не. она платонска љубов, меѓутоа ја не знам Бранка каде е, затоа што ние после осмолетка со сите се раштркавме на 1001 страна. Од моето тогашно одделение, благодарејќи на Миле Чатал, спортско одделение, Аха. значи произлегува гимнастичари, Да. кошаркари, Хаджибулич Мерсад, Зено Мушовиќ, Ружди Калач, Мемети Нежат. Тоа се све имиња кои И тогаш и во тогаш, важеа ја и и ден сега денеска се си го држат. познати, така е. Си го држат она за кое. Мемети Нежат беше првиот професионалец македонски боксер. Калач беше јуниорски првак на Југославија. Што да ви кажам, мислам во таква едно окружување сум сум раст. Значи ти ќе беше гимнастичар, ама требаше да бидеш музичар некаде запишано, било така во звездите. Па во некој случај така. Така е некако, да. Добро. Уште пред Соник ние се дружевме на кеот на Вардар. На кеј? Да, тука имавме многу јаки свирки. Значи тука сме се задржувале цело ноќ. Да. Прв па се отвори драгстор тука во ГТЦ? ГТЦ, кој работеше 24/0. Браво. Тука земаме пијачка И на кеј? и на кеј. Кога ќе завршевме на кеј, ние доаѓаме тука пред Пелистер. Пелистер беше тогаш народна кујна. Така е, се сеќавам заради тоа и што и овие делови се останати уште од тоа време. Има Мислам нешто. се сеќавам, не се сеќавам јас, него ме подсетија дека. Столбовите се останати. Не, овие делови каде што интериерот. нели повеќе места за да може да се земе храна. Тоа било делот. Да, Да, не, тука имаше лента и одеш Да, нели со одиш и си, тацна, така е. си взимаш неколку вида ја храна, си јадеш и излагаш надолу. Сега ние, бидејќи стана многу голема гужва на кеј, за да се отргнеме од таму, ние доаѓавме тука, на бидејќи масите и столовите се уште беа надвор, и тука свиревме. Така. Сега, чочорот, леткумот, ситната. Сите имаат многу Сега не добри знам сега прикари. да не ги Имаш некој прикар друг освен ова, Джокси? Не, Не, само. добро. имам друга, али пред тоа е веќе осмолетка средно. Како те вика? Па у осмолетка ме вика квачка. После ме вика шваба затоа што косата ми ја правеа, ми ја шишаа како шлем. Една наставничка по географија, Олга, ме прекрсти во калифорниска стеница. Затоа што Зошто? многу сум зборел, така. Вика во калифорниска стеница. Тоа е она што ме праша Вики пред малку, Аха. со која кате ќе правиш мојабет, со таа малата црната стона сан што збори, викат со неа. Кој ќе дозвори? Викам, нима беше што да се разберете и така. Да. Не, те враќам повторно на Пилистер, само те прашам за прекарите. Тука се собиравме. Добро. Меѓутоа, овај нормално станари имаше и ден денеска има, ама сега тие станари се вајда таа моја генерација кои го поминале Пелистер долу, ние многу кеси со вода попивме. Тоа било нешто неверојатно. Ама без јајца. Не. До кеси со вода е добра варијанта. Па, ако ти падне на глава, не е баш некоја добра варијанта. Ама за добра журка? Да. Тоа е еден дел од од тој младешки живот. Да. Паметам уште една ситуација, хипи покретот кога се појави. Имаше авангардни деца кои носеа долги коси, се облакаа така као че, нели? Имаше една група мангупи водњанци
на кои им пречеа тие долгите коси и они седеа тука на на ова како се вика, Да. на Добро. подпорниот зид, Да. седеа и чекаа да помине Панта. Панта, дечкото влюбеник во уметноста, ја не знам моментално сега каде е, знам дека не можеше да го издржи таа малтретаже, замина за Холандија. Леле. На него неколку пати му ја сечеа. Пусета. Косета му ја сечеа. Тука, на пред сите? Тука, лека. Неле. Што едно се побунив, се скарав со едни тие, ти си од чаир, ти ово, она. Кога викам, ја не сум за ово, она, викам, не, викам, убаво, вака ќе му правите на човек. Да. Тоа е еден овака момент од тоа Скопје. Не ни го раскажал никој ова. Се сикаваш. Да, Да, ти останало и- во спомени. И после Соник, да кажеме, се отвори Париз. Да. Париз се отвори, така што кога веќе таму веќе се дигна голема прашина и станарите и не знам што и родителите кои Баш кај работеа. ѓуброто немаше кај да им оди. Баш кај ѓуброто не. И тоа веќе полека почна да се замира, кога се отвори Париз, веќе во Париз се дружевме, јас бев Така е. бев кога се појавив таму, веќе се собираше она стара гарда на скопјани, кои се занимава со се и се што, значи не само на територијата на Скопје, него и пошироко, дури И надвор од и Македонија. надвор од од Југославија. Од Југославија, добро. Имаше голем број уметници, едноставно тоа беше собиралиште на уметници. Црталишта, така е. Стево Вампиро свиреше на клавир. Имаше ли никој без прикар, не ми е јасно. Не. Па не ми се Веројатно не. верува дека не ми се верува. Секој си имаше прека. Да. Се ја не ги паметам затоа што јас им бев таму авангарда. Аха. Носев обетки на двете уши, носев жилет, оригинал жилет. Сега го удрив микрофонот. Ништо. Носев Каков оригинал жилет? Оригинал жилет со отворено, нели? Аха, отворена деколте. мајца. Добро. И ова беше тука изгревано нешто. Ти ше параш воздух. Господе. Паметам дека тети ми го земав громби капутот. Имав едни порхетни панталони без колан, тетка ми ги соши, специјално само за мене. Долу носев едни папучи, Папучи. едни кои ги купуваа само за мртвите. Имаше со едно копче на страна со закопчување. Тоа ми беа шик. И имав долга коса, подолга од твојата. Мајка ми правеше плетенка. И на крајот од плетенката ми стави бордо машина. И така излеза. И така излега во град. И? Згора на сето тоа, у сето она свирење, ние ги лакиравме и ноктите. Значи сега никој да те види таков, Се би ќе кажа, рекол, види го, Вој... Не кажав ја. не ме јави. Со лакирањето ногти почна еден наш другар Жежовски Горан. Тоа го виде Ацо Конга. Викам, дечки, викам, сега, вака и вака, сакаме да бидеме нешто. Ние мора, вика, и на нешто да личиме. Меѓу другото, значи беше тоа и лакирање ногти со тие керефеки, Врзувања тие. кожички, Да. што ја знам, крстови, други некои си... Бово си кажа керефики. други некои символи. Имавме вакви марами, али марамите со монистри. Едно време ги продава на Битпазар. Ние таму ги купувавме. Како такви отидовме со група Манкакус во Суботица. Ги собравме сите можни награди што можеме да ги собереме. Се вративме тука, вие сте наши деца и од наши вовдека не добивме никакво внимание. Дури чувствувавме и љубомора. Тогаш во Македонија имаше експанзија на рок групи, имаше јака Да. музичка сцена, нешто ги повлече, Лепи Сол,
многумина се впуштија во води Да. како лепи сол нешто инструменталки Да. свират, меѓутоа имаше и доста јаки групи, имаше алтернативни бендови. групи, бендови. И не знам, тоа траеше можеби едно 5-6 години, после што јас, да кажеме, заминав за Сплит. Имавме еден обид за да снимиме албум. И кога решиме дека професионално сакаме да се занимаваме со музика, Не се сториат многумина родители А, им забрани на некои од членовите да бидат дел од тој музички проект и останавме само јас и Јане Пенов. Јане викам нема никаков резон се ја и Само тие нешто двајцата, да се мачиме. да. Затоа што ние имавме група со акустични инструменти, значи ние не бевме нешто врзани со електрични гитари, бас гитари, бубњи, тапани и не знам што. На што цевка се сложи, ја заминав за Сплит и сега се враќаме на тоа Тоа прашањето. на почетокот како дојдов до Gina Papa's Joxy, нели? Да. И тој мој прв концерт во хорската сала на МБУЦ. Воопште не ни бев свесен. Не беше? Нека нешто такво се случило. А Михаил Бошковски, Мице диџеј, првија пушти песната на неговата Мактоп листа. Која година се сеќаваш? 91-а. 91. Добро. 91. Прв пат ја пушти на тоа. Како што ја пушти, слушателите ја изгласа као хит на на неделата и тогаш хитот на неделата се пушташе на секој час, 7 дена. Да. Не као сега. Сега гледам Ранко Бубамара на секој сат пушта различен хит на неделата. Добро, тоа е негов програм. Да. Програмска идеја. Нели? Не знам другите како прават топ листи. Дали е тоа моментот Тој ми кога е некако се протната, Да, кога тоа почесто пуштање на песната продра меѓу народот, затоа што пази, сега има и еден друг факт. Дали народот веќе му досадило да слуша еден тип на музика на македонското радио и сега доаѓаш со еден проект каде што вау, чекај бе, луѓе во песнава, кој е тој, што е тој и така. Јас замав песната доби, ја мислеше дека дури после 10-15 години. си бил некогаш ти на тамо пред соборен храм да ја слушаш својата песна, така некако да се кога треба нели да се... Првата година ме викнаа. Аха. Ја пеев песната таму и ја пеев на манастирот, ме се чини Богородица се вика матка. Не сум сигурна. Богородица. Само е Андреа долу. Да, горе. Света Недела мислам дека е, или не сум сигурна, не знам. Ајде да не... Не ме зим. Добра. И таму. Значи тоа е првата година. Добра, може да и Значи тоа е 92-а. Втора, добра. Разбираш. Дури јас добив и благодарница, односно пофалница, како да кажам, од тогашниот митрополит, господин Михаил, каде што ми се заблагодарува за ширењето на христијанството. Значи, таква една таков еден печат му има оставено таа песна. Песната. За среќа, тај ден денеска е белек на нешто што се вика Великден. Сите ја нарекуваат великденска химна, меѓутоа тоа е песна која прва на сосема поинаков начин продра во народните маси, без некое напумпавање, не знам дека со сила мора да биде. Да. Ниту сум дал динар, ниту сум земал динар кога некој ме викал за Великден да ја пеам.